А сега продолжуваме понатаму за начинот на кој што имаме можност да ја покажеме нашата мисла, нашето размислување, поврзување и сето она што тлее во нас. Било да станува збор за дете што прв пат држи четка во рака или пак можеби возрасен што сака да ја покаже својата инспирација и креативност. Токму затоа постои еден центар што се нарекува Art Hub и Ангела Мојсовска Милева, која е уметник и ќе ни каже како во Art Hub се покажува креативност. Добре ни дојде, Ангела. Добро ве најдов. Верувам дека ќе имате убав инспиративен разговор и можност да приблечеме што е можно повеќе граѓани да го посетат овој центар и да ја изразат својата уметност и креативност. Драго ќе ми ако биде така. Ќе прашам дали само сакаш кафенце, нешто. Ви благодарам, водичката е доволна. Во летниот период пауза тука имаме. Некако да, гостите се повеќе на вода и така и треба. Добро утро и добре ни дојде. Ви благодарам за поканата. Драго ми е што имаме можност да зборуваме за тоа како да изразиме нашата креативност, затоа што токму кај вас можеме да дојдеме за такво нешто. Точно така. Меѓутоа како да распознаеме кој за што може да се покаже, тоа најверојатно ќе се одлучите или ако дојдеме ние на лице место, така ли е? Така е, да. Ајде нешто повеќе за Art Hub. Art Hub е мултифункционален простор. Самиот простор е поделен во неколку дела. Првиот дел кога некој ќе влезе кај нас, може да ги види, да се запознае со рачните изработки мои на мојот сопруг. Тоа е продажен дел во кој што во скоро време ќе отстапиме простор и на други ракотворци од Македонија да можат да изложат и продаваат своји ракотворби. Одлично. Освен тоа, го имаме просторот каде што ги одржуваме креативните работилници. Правиме, организираме работилници на најразлични теми, од сликање на платно, изработка на свеќи, изработка на декоративни предмети за домот, работилници за везење, сето тоа рачно, така што секој еден кој што има некаква креативна побуда во себе, верувам дека може да си најде нешто што ќе му биде од интерес и да си ги испроба своите. Многу ме интересира како дојдовме токму до ваква една интересна убава идеја. Да, тоа беше идејата за хабов ја имам веќе 2-3 години. Така. И цело време размислував како ќе биде, што ќе се случува таму. Се започна со идејата правам и продавам свеќи, зошто да не правам и креативни работилници за изработка на свеќи. Така, сигурно. Првата идеја ни беше да правиме работилници за свеќи. После тоа идејата се развиваше, зашто да бидат само свеќи, зашто да не додадеме и некои други креативни работилници. Па додадовме се ова што го имаме до сега. Идејата продолжува да се развива. Планот ни е зошто само овие термини фиксни кои што ги имаме, па луѓето да мора да чекаат фиксен термин. Сега ни е планот студиото да биде отворено преку цел ден и луѓе да можат во било кое време да дојдат и да си одберат креативна работилница. Јас ние да погледнеме што точно се случува таму кај вас, а ти ќе може да ни ги искоментираш еве прекрасни фотографии, тоа е креативност на некој член од Art Hub, така? Кој е таму со ова конкретно се дела на дел од возрастната група за цртање и сликање. Ова е прекрасно, браво. Да, и ова се исто нивни дела. Ова се уметници или луѓе кои што ја искажале својата креативност токму кога дошле кај вас? Ова се лаици кои што не се професионални уметници, но сите имаат извонредна дарба за сликање. За сликање, што може би претходно не знаеле, или? Да. Аха. И како доаѓаме до тој момент кога ја изразуваме нивната креативност, кој што ја чувале во себе, па имаме клуч за да ја отклучиме и да ги покажеме на ваков начин се покажуваат и емоциите. Ова е емоција. Точно така. Изработката на било што и да е, ова се чувства кои што ги чуваме во себе, меѓутоа подкрепени со онаа дарба која што ја имаме. Точно така. Сите жени, целата група е составена од жени, сите жени имаат извонредна дарба за цртање и сликање, која што ете толку долго време тлеала во нив и сега конечно решаваат да ја изразат. Нашле простор каде што можат да ја изразат. Преубаво. Како функционираме во текот на неделата? Со дружби?
Во текот на неделата, од четврток до сабота, имаме фиксни термини во кои што може да се закаже термин, а исто така просторот е отворен од 12 на пладне до 10 на вечер и може било кој во било кој време да дојде и да си одбере работилница на која што сака да учествува. Да изрази креативност, еве имаме и неотворено случувања, дружби, социјализација и тоа како што можам да забележам, доаѓаат родители со дечиња или ова се само за дечиња во помлада возраст? Ова конкретно што го видовме тука, бевме дел од корпоративен настан организиран од Македонски телеком. Ние им организиравме креативни работилници во склопното нивни настан. Да, и организираме креативни работилници како што спомнав за корпоративни настани, за родендени, девојачки, значи за најразлични приватни забави. Колку членови сме, еве, како што можам да забележам, како и самата се каже, припадничките на Понежниот пол некако повеќе се сакаат да ја истакнат својата креативност, но што не значи дека имаме покана за посилниот пол или пак само тука Арт-хаб е за жени? Секако дека има покани за посилниот пол. Ајде, покажете ја креативноста, зашто да не, нели? И ќе се дружат. Сигурно дека овие дружби се мощно интересни затоа што некои можеби не се познавале, па енергиите тука се совпаѓаат, па може да се развијат пријателства затоа што сме слични во некоја креација. Имаме и везење. Да, ова не се работилници во соработка со Амар Качар, он е уметник кој што е познат по неговите дела, везачки дела, така што ги правиме во соработка со него тие работилници. Везењето е олена исто така се е ова едно антистрес. Точно така. Терапија, но везењето бара многу концентрација да не погрешиме нешто. Од тие малице нели никогаш не сум везала. Ти знаеш да везаш? Имам пробано, да, меѓутоа не сум се snašla, не знам колку добро, меѓутоа сум имала обиди ако ништо друго. Но и плетењето исто така, нели, сето тоа ги отргнува мислите. И е убаво во животот да се има некое хоби, како што еве и вие го практикувате нели во Арт-хаб, и сите оние кои што сакаат да бидат дел токму и да се дружат со вас таму, како може да ве исконтактираат и еве сега ова утро не слушаат и си велат и јас би сакал да сум во Арт-хаб. Да, прво ви поканувам и двете на нашата следна работилница за везење, која ќе биде на 30 овој месец. Да не учиме да повеземе малку. Инаку луѓето може да не контактираат преку социјалните мрежи. Нашиот Инстаграм профил е arthab.mk, исто така и Facebook страната arthab.mk или на телефонскиот број кој што ги имаме исто споделено на социјалните мрежи. Така. Интересно е тоа што јас би сакала еве малку и секогаш кога вака си имаме и гости, прв пат сте, нели, прв пат си Гостинка, да кажеме нешто и за тебе, како личност или пак твојата професија, оле каже уметник, но јас може тука малку нешто погрешив, меѓутоа уметноста да, но во историјата. Ајде нешто повеќе околу тоа. Да, јас имам дипломирана историја на уметност на Филозофски факултет. После дипломирањето некако се соочив со една малце горка реалност кај нас дека не така лесно се наоѓа работа во струка. Поготово за вас. Да, точно. Па имав некои обиди за преквалификација, завршив уште некои дополнителни работи и во таа насока ја почнав кариерата, но уметноста некако ме следеше, ме гонеше цело време и јас решив да не бегам повеќе, туку да и се посветам целосно. И така дојдовме до отварање на хабот и до исполнување можеби на мојата најголема желба. Но мене ми е мощно интересно и оваа ваша професија за која што се одлучила, сепак дава многу е значајна за било која држава, да, нели, за да ви имаме вас, затоа што искуството ви се пренесува од колено на колено. И кое е оно искуство кое што го стекнавме Македонија, колку е плодна со она што вие би можеле да го работите? И дали имаме алатки за такво нешто? И сме способни? За жал, институционално воопшто немаме никаква поддршка, но кај луѓето има голем интерес, така што доволно е тоа што даваме простор каде што луѓето може да дојдат и да се изразат на креативен начин. Нас ни е сосема доволна поддршката која што ја имаме од нашите клиенти сега. Ајде за она, значи кажавме, ќе наброиме уште еднаш, ќе потенцираме кон крајот. Имаме сликање, имаме везење, имаме изработка на рачни ракотворби, што и да, што се изработува најмногу?
Најпосетувани се работилниците за изработка на свеќи и работилниците за изработка на гипсени декоративни предмети за домот. Да, во Тренце еве ги имаме и тука на нашата мазичка, изработени исто така рачно изработени свеќички, корпичка која што ни го краси студиото. Кажавме и како може да ве исконтактираат. Што е она што планираме и за понатаму? Дали ќе се прошируваме со нешто плюс или во изразување на креации? Така, во моментов ни функционира групата за цртање и сликање за возрастни. Од септември повторно ќе... Кога се извинувам, возрастни, што значи тоа? Од која до која годишна возраст? Моментално групата ја сочинуваат членови од 25 до 65 години, така што да, отворена е за најразлични возрастни групи. А правите некој на сликите? Бидејќи имаме скоро почнато со работа, ние почнавме во јануари оваа година, така што во план имаме изложба во октомври. Да, тоа ни е нешто кое што ни е во предвидено за наредниот период. Да се навратам, освен оваа група за цртање и сликање за возрастни, од септември повторно ја активираме групата за цртање и сликање за деца. Паралелно со тоа ќе си постојат термините за овие креативни работилници кои што ги набројавме и следува овој дел кој што рековме студиото да биде отворено преку цел ден за да можат луѓе да дојдат во било кое време. Идејата ни е, например, имам роден ден на блиска личност и сакам да ја подарам нешто специјално. Нема ништо поспецијално тоа што е изработено со своји раце, така што сакаме некој да може да дојде во нашето студио сам да го направи подарокот кој што ќе го дадеме. Нема некоја таква креативна нишка. Сигурно помагаат. Помагаат, така? Да, секако. Меѓутоа секој си сака да биде дел од можеби еве вака на ваков начин, па со текот на времето и ќе си се покаже онаму каде што најмногу може. Нели, има способности за било што и да е. Јас многу ти благодарам што беше дел од нашата утринска програма и тука некаде ќе треба да завршиме со нашиот разговор и да се видиме повторно, како што кажа од јануари, нели? Сте започнати, па посакувам многу успех да си имате и понатаму и уште еднаш ќе потсетиме за сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа креативна работилница каде што опфативме повеќе нели нешта што се однесува нели и за сликањето и за везењето, ракотворби, свеќи, што и да е, гипс, можеби имате нешто изработки на нешто такво глина. Да, пластелин за дечиња. Точно. Јас само нафрлам вака што можело да биде интересно на социјалните мрежи да ви исконтактираат. Arthhub.mk на социјалните мрежи. Драго ми е што бевте дел од благодарам уште еднаш за поканата. Ви благодарам за сите оние можности што граѓаните ги имаат преку Art Hub, а креативноста е еден од најдобрите начини за да се покаже нашата индивидуално. Се разбира, преку креативноста може да испишеме и најубава приказна